Почитувани присутни, добре дојдовте на четвртата конференција на лицата кои што живеат во сиромаштво и социјална исклученост. Сите сме поеднакво важни во организација на Македонската платформа против сиромаштија со техничка и финансиска поддршка на фондацијата Фридрих Еберт. Сега ја повикувам Билјана Духовска, заменик председател на Македонската платформа против сиромаштија, да го даде својот воведен говор и да отвори официјално оваа конференција, а по нејзе Милан Живковиќ од фондацијата Фридрих Еберт. Почитувани членки на Македонската платформа против сиромаштија, почитувани представници на организации, институции, политички партии, почитувани граѓани. Од името на Македонската платформа против сиромаштија ви се заблагодарувам што сте денеска тука. Со вашето присуство вие велите, вие праќате порака дека сите сме подеднакво важни. И при тоа велите дека сте за активно вклучување на сиромашните и социјално исклучените лица, лицата кои што живеат под нивото на сиромаштија во државата, лицата кои што се важни. Вие се залагате да бидат дел од креирањето на политиките и донесувањето на одлуките. Исто така и од мое име сакам да се заблагодарам до фондацијата Фридрих Еберт, затоа што без нивната финансиска и техничка поддршка оваа конференција денеска немаше да се случи. Навистина е тешко да се организира некомерцијална конференција. Тешко е да се зборува на отворено за лицата кои што никој не сака да ги види. Тешко е помеѓу сите овие згради, така убави, така големи, да зборуваме за проблемите на малиот човек, да зборуваме за нештата кои што не сакаме да зборуваме и да зборуваме за нештата кои што никој не сака да ги види. Зошто сме денеска тука? Главна цел на конференцијата е да се овозможи проблемите и потребите на лицата кои што живеат во сиромаштија или се социјално исклучени да бидат лично презентирани од нив. Ние се залагаме за отворање на демократска дебата во која што очекуваме да се дадат решенија за поквалитетен живот на сите граѓани. Оваа конференција годинава е четврта поред. Започнавме во 2011, потоа 2012-2013 година. И секоја од конференциите ја завршуваме со декларација за сиромашни и социјално исклучени лица. Таму ги бележиме проблемите и потребите на лицата кои што живеат во сиромаштија, таму ги даваме барањата и бараме од надлежните органи да ги вклучат барањата на сиромашните во актите кои што ги креираат понатаму. Така ќе биде и оваа година, на крајот на оваа конференција ќе биде изготвена четвртата поред декларација. Инаку искуството, моделот за оваа конференција е превземан од Европската платформа против сиромаштија. Тие почнале порано од нас, тие започнале во 2001 година и лани, на крајот на годината, значи на 2014, ја одржа 13-тата поред Европска средба на лицата кои што живеат во сиромаштија. Темата на таа средба беше финансирање на борбата против сиромаштија и социјална исклученост со фокус на искористување на структурните фондови на Европската Унија. И таму се случуваат работилници на кои што учествуваат сиромашни социјално исклучени лица од сите европски земји и земји претенденти за членки во Европската Унија. И таму се разговара на неколку теми, од кои што најважни се минималниот приход, бездомништвото, богатството и нееднаквоста, младите и сиромаштијата и проблемите на бегалците со сиромаштијата. Само заради информација, иако тоа не допира до нас, сакам да споделам дека во следната рунда на структурни фондови, Европската Унија ќе обезбеди 20% повеќе од Европскиот социјален фонд за финансирање на борба против сиромаштија и развивање на стратегии за борбата против сиромаштија. Не знам дали за вас е важно, меѓутоа е важно во европски контекст да напоменам уште една работа која што се случи лани, а тоа е четвртата годишна конвенција на сиромашни социјално исклучени лица, во која што Европската платформа против сиромаштија се појавува како организатор. Зошто е таа важна? Затоа што во центарот на Социјална Европа 2020, значи стратегијата 2020, фокусот се става на слушање на гласот на луѓето погодени од сиромаштија. И при тоа се бара користењето на средствата од фондовите на Европската Унија да се користат
за инвестирање во квалитетни работни места, услуги и социјална заштита. Да потенцирам уште еднаш, за Европската Унија во борбата против сиромаштијата суштествен дел од решението представуваат луѓето погодени од сиромаштија. Македонската платформа против сиромаштија својата работа ја темели на луѓето кои што имаат искуство во сиромаштијата. Затоа оваа година конференцијата ќе се одвива во работа преку 4 групи во кои што граѓаните ќе дискутираат за нивните потреби и барања. Групите, веќе ги знаете, се социјална и здравствена заштита, младинска сиромаштија, достоинствено старење и вработени и сиромашни. Поврз завршувањето на денот, сите заклучоци, препораки и барања ќе станат неизоставен дел од четвртата декларација која што оваа година ќе биде испратено до Собранието на Република Македонија и ќе бараме и ќе очекуваме барањата да во догледно време да бидат вклучени во политиките што се креираат и при тоа да го олеснат животот на граѓаните. Да не забораваме, во текот на работата на групите ќе се вклучат и гостите на конференцијата, владени и невладени представници. Тие изворно ќе можат да го чујат гласот на оние кои вообичаено се тивки во општеството и ќе имаат обврска гласно да се застапуваат за нивните потреби. И за крај, зошто е потребно да се реализира, да се организира конвенција за социјално исклучени лица, сиромашни лица во Република Македонија? Затоа што секое дете заслужува да расте во топол дом. Затоа што секој возрастен треба да доживее достоинствена старост. Затоа што со секој болен треба да има достапен лек. Затоа што работните места треба да бидат квалитетни. Затоа што жените се клучен дел на општеството. Затоа што без грижа за младите нема иднина. Затоа што не смее да има лица невидливи за системот. Затоа што ромите се дел од реалноста во Република Македонија. Затоа што луѓето не се само бројка во статистичките мерења. Затоа што правата и правдата мора да ги уживаме сите. Затоа што живееме во социјална држава која мора да се грижи за сите граѓани. И затоа што сите сме подеднакво важни. Ви благодарам и ви посакувам успешна работа. И благодарам на Билјана што за убавите зборови, за убави одговори. Само како информација, нема да се обидам сега да одржам некој подобар говор од тоа, затоа што ова беше навистина Билјана успеа во едни кратки 5 минути да ја каже целата суштина на оваа конференција. Прво да кажам дека Фондацијата Фридрих Еберт е германска фондација, дел од вас имате учествува на дел од нашите активности, но многу ни е мило што успеавме оваа година да ја поддржиме оваа конференција и многу ни е мило што конференцијата има наслов Конференција на лицата кои живеат во сиромаштија и социјална исклученост, а не конференција за лицата, бидејќи вие сте тие кои што треба да го дадат тој придонес и да кажат на законодавците што треба и како треба да се направи за да се подобрат условите за живот во Македонија. Во однос на конференцијата и на учесниците, прво едно нешто да кажам дека голем дел од нас кога размислуваме, кога разговараме за сиромаштија, многу пати мислиме само на тие граѓани кои што долготрајно чекаат на работно место, бараат работа. Разговараме за лицата кои што се маргинализирани, односно се во тие групи кои што живеат во сиромаштија, но многу пати забораваме дека имаме лица кои што граѓани, работници кои што работат, а сепак се сиромашни. Тоа се тие работи кои што ние заеднички ќе мора да ги решиме, ние заеднички мора да дадеме придонес, затоа што Македонската платформа против сиромаштија сме сите ние. Не само вие, не само организациите кои што се во платформата, туку сите ние. Затоа само да ви посакам успешна работа и се надевам дека ова ќе биде само почеток на една подолгогодишна соработка меѓу Фондацијата Фридрих Еберт и Македонската платформа против сиромаштија. Ви благодарам. Благодарам на Билјана и на Милан за нивните вогодни говори. Како што кажавме, значи официјално конференцијата е отворена. Веќе работните групи ги знаете, тоа се одбележани на самите шатори, меѓутоа во благодарност и за локалните соработници кои што оваа конференција немаше да биде успешна без нив и воедно што поведува грижа во однос на распределба на лицата кои што доаѓаат по градовите.
Значи, исто така сакам да кажам во делот на изјави и прашања од лица кои живеат во сиромаштво и социјална исклученост до представници од извршната и законодавната власт, дека покани беа пратени до сите координатори на пратенички групи кои што сега моментално се во Собранието на Република Македонија и до координаторите до опозицијската партија. Така да, до сега имаме само еден гостин кој што дојде на конференцијата, тоа е да Јагода Шапаска од Социјалдемократскиот сојуз, додека Билјана говореше од пратеничката група од Туини известија дека не може да пристигнат на конференцијата заради тековни обврски во Собранието, додека од останатите политички партии се уште немаме добиен одговор дали некој ќе се појави на конференцијата или евентуално не може да пристигне. Што се однесува до декларацијата која што на самиот почеток беше спомната, знаете дека до минатата конференција беше донесена и третата декларација, аз морам да зборам вака за да може да ме слушнат сите, каде што се поставени сите барања, односно проблеми кои што во изминативе 3 конференции беа излистани од страна на присутните сиромашни и социјално исклучени граѓани, односно тие ги детектира сите проблеми кои што се соочува во делот на здравствената заштита, во делот на социјалната заштита, невработеноста, родовите прашања и исто така прашања од сите аспекти. Во изминативе 3 декларации, односно првата која што беше во 2011 беше доставена директно до тогашниот министер Спиро Ристевски да ја разгледа ова декларација и во суштина да ги детектират во однос на сите оние проблеми кои што се искажани од граѓаните да се најде соодветно решение. По доставувањето на ова прва декларација, втората декларација ја ревидиравме исто во Скопје, меѓутоа дел од сите оние проблеми и решенија кои што беа до тогаш доставени до Министерството за труд и социјална политика не најдоа свое решение, па затоа во втората декларација ги надополнивме, значи оние работи кои што се нови, кои што тековно се случува како проблеми и воедно поставивме нови барања каде што тогаш таа декларација, односно втората декларација доставивме до владата на Република Македонија и одговорот од владата на Република Македонија ни беше дека ни благодарат што работиме со сиромашно и социјално исклучени токму со овие целни групи и дека можно е да се најдат соодветни решенија, меѓутоа сепак немаме никакви решенија од страна на владата на Република Македонија. Токму ова декларација која што денеска ќе ја донесеме, надополнета со група достоинствена старост и вработени сиромашни и младинска сиромаштва, бидејќи во изминативе 2 години многу се работи на овие две теми, односно на редуцирање на младинската сиромаштија и вработенија сиромашни. Ќе ги поставиме сите нови барања. Јас немам потреба да ја читам целата декларација, затоа што на вистина во овие изминати 3 години ниту едно прашање од поставените приоритетни прашања во сите овие 4 групи не се решени, него за жал тие постепено ова декларација со новите барања се зголемува и се зголемува. Во делот на работните групи, во делот на здравствена заштита и социјална заштита, вашиот модератор Јатифе Шиковска ќе ви ги презентира овие проблеми кои што се дел од декларацијата и кои што се поставени како проблеми, но и нивните решенија како може тие да бидат надминати. Значи во овој дел на работните групи ќе ги решаваме овие проблеми. Во делот на младинската сиромаштија и во делот на вработени сиромашни кои што подеднакво ќе се работи, ќе збориме во односот на дали и како младите гледат перспективата во Македонија, дали имаат квалитетни и понудени работни места и како да искорениме трансгенерацијскиот пренос на сиромаштијата, односно преносот на сиромаштијата од родителите кон децата. Сето ова, значи заеднички во овие неколку часа ќе можеме да работиме. Јас тука ќе ја повикам и представникот од Социјалдемократскиот сојуз да се вклучи во делот на работните групи и доколку сметате дека имате прашања кои што сакате да ги поставите, бидејќи ова декларација во иднина ќе дојде до раците на пратениците,
како во иднина да заеднички направиме напори да овие приоритетни проблеми и овие поставени решенија бидат реалност од наредната година и да оваа декларација во иднина како барања се намалат и стане се помала. Ние се надеваме дека можеби ќе најдеме соодветни решенија, како што зборевме и на почетниот дел, само ќе ве замолам во делот на техничката реализација на конференцијата, би замолил после за време на ручекот секој од локалните соработници да дојде до овој штанд и да во однос на присутните лица во нивните групи да подигнат јавно. Што се однесува до се оно што сакате да ме прашате, тука се и волонтерите, тука се и модераторите на групата, тука сме и ние од секретаријатот и Билјана. Можете слободно да не прашате и да се обратите и сега ќе почнеме во делот на работа во групите и заедно ќе ги поставиме новите барања кои што по завршување на 1 час и 30 минути ќе ги презентираме како нови барања кои што ќе бидат дополнети во ова декларација, односно во 4-та декларација на лица кои живеат во сиромаштво и социјална исклученост. Ви посакувам пријатна работа и се надевам дека ќе имаме плодна и успешна конференција и декларација која што во иднина ќе треба да ги реши проблемите. Ви благодарам. да бил с вас от партия ВМРО. Защо викам овој? Не ми пустите струи. Дате си една месец по месец вика смет. Откуда ги најде? Живи, фала Богу, срце на душа. Си живам, ще се вика од друга земја. От Господа съм, ще се вика. Душа ми треба лани дойде Јан Куловска от партию нашу. Ја се пожели на нема на вас. Жена ми, одмah gde ide tamo, što se to se njoj problem. Važno, ja priskom lice problem odmah da problem, tek poručam, tek sam oslobodan i od struju i od televizije.
Деца нямам се што да ги радам. Еве се кјато, се е преку мене, значи, ја да го перам, ја да го баним, ја да го чистам. Значи, јас сам оперишен. Еве ги документи се са, што сам бил. Ја не знам, аз више прекува да идиш што да работиш. Ништо ни останува само да се бориме за таа социјална правда, истина да се истински да се А сега но вика... не да си фаќаме да речеме вистината така треба и че се молчи. Не. Така правиме грешка за било што, докато сметате дека сте дискриминирани, не ви оставено тоа само кој ви стежува, не да молчите. Молчењето им одговара.